Па видите, ние ако имаме правна држава, као што се залагаме, а фактички нема, со верификацијата на мандатот, на пратенички мандат на трите градоначалници на аеродром на Сарај и ова, како се вика, Гостивар, а истиот момент кога им се верификува мандатите, требаше советите да постават ВД. Некои градоначалници си продолжија да си бидат градоначалници, ке рече, као што техничкиот премиер, ја ставам во мирување функцијата пратеник, а ќе бидам технички премиер, што инкомпатибилност класична, не може да биде и пратеник и председател технички или каков бил на влада. Едната мораше да престане со верификацијата на мандатот. Тоа е абецеда, тоа е правна држава. Согласно законот за локална самоуправа, во рокот веднаш требаше да се стават ВД и веднаш требаше да се бара да се распишат избори во овие три општини. Има рок во рокот 6 месеца, може, еве, ај сега нека се конституира и владата, али во најскоро време треба. Имаше предлог од група пратеници да овој рок 6 месеци да биде најмалку 2 години. Значи да се продолжи на пола мандат, некој градоначалник може да иде за градоначалник, а советот да стави, еден од советниците да стави ВД градоначалник. Се поставува прашање како се крши уставот. Тука се крши уставот затоа што согласно член 114 правото на локална самоуправа е на граѓаните. Ако граѓаните се определиле за одредена личност, некој сега да каже после 2 години пупу не важи, јас ке си одам министер, али еве еден од мојата политичка провиненција или некој советник за совет што го гласа, тој ќе биде ВД. Каде се граѓаните? Тоа е нивно право. Значи, тоа е прекршен уставот бидејќи нивно. Второ, ќе има ретроактивно дејство. И овој закон да се донесе, ако се донесе, тогаш би требало да значи да се применува за идните состојби. Например, после следни избори, ако имаме ваква ситуација, па после 2 години да може да се избере, а не као што е сега. Значи, сега ги имаме ретроактивно дејство, уставот забранува, но кажува дека ако е поповолно. За кого? За политичката партија, да, поповолно, ама за граѓаните не. И автоматски, кој да даде на уставен суд, по овие два основа, ова решение ќе падне. И добро е што го повлекле, али мислам, не гледам никаква причина зошто не се организираат локални избори за тројца градоначалници, да си бидат со полн капацитет, дали ќе бидат уште 6 месеци или година, кога не може ќе се етаблират, тој што ќе добие, па наредни 4 години повторно може да конкурира, нема ограничување ке градоначалник и да си оди повторно на избори да си добие, ако граѓаните на единицата на локалната самоуправа го сакат. Бидејќи мене ме чуди од албанскиот блок да иде она, бидејќи вториот столб на Охридскиот рамковен договор е децентрализацијата. Децентрализацијата правно се операционализира во Македонија преку носење на законот за локална самоуправа со двотретинско мнозинство и законот за територијална организација. И сега, ако вие ова го напуштите, дека ако ставите дека сме направиле нова територијална и сме им дале на граѓаните децентрализација, сами да си вршат избори, сега наеднаш кажувате, стоп, не, после 2 години еден од советниците да биде ВД. Мислам дека тука и тој столб на Охридскиот договор веќе ќе почне да се ниша. Не е тоа вистината на духот што они што како што сака да кажат на Охридскиот рамковен договор, токму тука ќе го повредат. Инаку за овој закон, за волја на вистината, за локално, бидејќи има одреден корпус на закони согласно амандманите кои се за културно, јазично и за децентрализација, кој што реков, бидејќи произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, се бара двотретинско мнозинство, значи 80, и Бадентерово мнозинство од присутните, од избраните пратеници од заедниците. Не значи албанска, имаме турци, имаме роми, имаме срби, имаме власи и така натака, но значи
Ако се сака тоа да се постигне, значи ако е 80%, значи и мнозинство, значи минимум 20 треба од заедниците исто повторно, два пати гласаат. 80 бројка двотретинско и 20 од припадници од пратеници од заедниците кои што потекнуваат. Така што мислам дека може да се, ако ја гледате структурата, се работи за ВМРО, за ДУИ и за ВЛЕМ, за Вреди, трите општини како, ако се спојат овие три партии, ако е ДУИ што во опозиција со тие 18 пратеника, овие имаат, ќе имаат мнозинство, не како впрочем што го изгласа и законот за организација и начин на работа на органите на управата. Истото, тоа ќе се деси. Ја претпоставувам дека ќе се деси тоа, но укажувам на последиците што може да настанат, а особено што Уставниот суд може со времена мерка да стопира, да го стопира и да наложи тој закон и да го поништи, односно да го укине и нормално да се врати старата норма и во рок од 6 месеци да се изберат вистински градоначалници, а не веде.